Единствениот пристапен пат најверојатно е причината за инцидентот во хотелот Арка. Синоќа сопственикот на социјалните мрежи напиша дека неговиот објект е нападнат од 20 хулигани. По вчерашниот инцидент кој се случи токму овде пред хотелот Арка, барем денеска од менаџментот не беа расположени за коментар. Велат дека сопственикот бил на боледување и не сакаа да кажат ништо. Ти да градиш 20 години нешто и да дојде там да ти сруши и полиција да не те брави, нема потреба да биде болница за друга причина. И тоа 60 нешто годишни човек. Вчера пак сопственикот се огласи со соопштение во кое вели дека во хотелот се случувала вистинска драма. Како заложници во хотелот сме сопствениците и персоналот, како и 30 инострански гости, на кои не можеме да им ја објасниме целата ситуација. Ова е резултат на неколкумесечен напад со цел насилно затворање на хотелот и преземање на паркингот, а истото е поттикнато од нашата етничка припадност. Објектите и опремата кои се уништуваат се сопственост на хотел Арка и за истите имаме соодветни одобренија и дозволи, вели сопственикот. Газдата тврди дека ги има сите дозволи, а соседите велат дека неговиот хотел узурпира јавна површина и блокира пристапен пат. Патот е јавен пат или патот на РМ. Значи, ова е собственост на Република Македонија. Ова значи не е негова собственост. Он се однесува тука како да е шериф из Њу Јорка, значи како да е над законот, значи како да го поседува целата чаршија. Фактички тоа не е негово право, него ова е право на сите граѓани што се тука во овој район. И покрај снимките од безбедносните камери, МВР тврди дека не бил нарушен јавниот ред и мир. По одредено време, превентивно, повторно е излезено на лице место и по извршениот разговор со лицата затекнати пред хотелот, полицајците биле известени дека засегнатите страни се упатиле во општина Чаир. Инаку хотел Арка е еден од првите хотели со 5 звезди во Скопје и годишно обслужува нешто повеќе од 7000 гости.